однос на ЗЕЛС, ја можам да кажам дека ние веќе 20 години активно сме вклучени во подобрувањето на состојбата, односно изедначувањето на родовите на локално ниво, со тоа што работиме заедно со CMR, тоа е Комора на европски региони и општини, во изработка на еден документ кој што е усвоен еднаш, па после тоа сега скоро имаше и негова ревизија и веќе е потпишано 23 општини, а се однесува на еднаквост на половите на родовите на локално ниво, каде што сакаме од прилика сите да имаат исти права, сите да имаат исти можности и сите да располагаат со својот живот онака како што мислат дека е тоа најдобро. Тоа е една активност, мислам дека и бројката од 23 општини кои повелбата веќе ја потпиша е прилично добра. Втората активност која работиме со UN Women повеќе од 10 години е активност за родово одговорно буџетирање, што значи дека се обидуваме да ги обучиме општините како да направат родово буџетирање, како да ги вметнат потребите на сите родови во своите буџети, но исто така правиме и некаква координација и обука на сите координатори на комисиите за еднаквост на правата. Први сме во регионов кој имаме и веб страна rob.zels.org.mk, каде што сите искуства и практики од сите општини во земјава може да се видат на едно место. Имаме и лоби група, исто така први во регионов ми се чини на локално ниво, каде што се вклучени градоначалнички, градоначалници, председателки на совет, председатели на совет и кои расправаат за секој проблем. Значи во многу сфери сме активни што се однесува на еднаквост на половите на локално ниво. Постојано одржуваме обуки. А зашто е сето тоа важно? И можеби најважно од се е, за да може една жена да се бави со предприемништво и за да може своите деца да ги остави негде и требаат градинки. Кој е одговорен за градинките? Општините. Кој е одговорен за училиштата, основното училиште, особено за оној долг дневен престој? Пак општините. Иако и таму имаме проблем, еве сега министерката е тука, па морам да го кажам, например, има многу деца, а малку вработени воспитувачки и кадар во градинките. И што се случува? Се случува дека општините заради недобивање согласност од Министерство за финансии, општините мора да издвојуваат своји средства за да вработат луѓе на одредено време и да ги обезбедат децата, што повеќе деца, да ги посетуваат градинките. Исто е и исти случај е и со она за продолжен боравок на децата од 1 до 4 одделение. Значи, општините се вклучени во сите сегменти и се обидуваат да помогнат, бидејќи за локалниот економски развој на општините е многу важно. Да има што поголем број на предприемачи, особено ако се тоа жени предприемачи, тоа значи дека локалниот развој расте, дека има поголем успех, поголема економска стабилност, поголеми приходи на некој начин за општините. И заради тоа претпоставам дека сме сите умрежени и сите се обидуваме да направиме се што е најдобро. Она што мене ми остави голем впечаток е дека пред 2-3 години ја посетивме со нашата лоби група општината Бар во Црна Гора и таму видов прекрасни примери на тоа како женското предприемништво се помага и расне. Значи, општината дава, нивните општини се далеку побогати од нашите, дава одредени средства, конкурираат
општините. Мислам, нашите општини се најсиромашни во регионот и во Европа, можда и пошироко не сме правили анализа, меѓутоа да видите што една богата општина може да направи. Даваат, наспишуваат конкурс и даваат средства специјално наменети за женски предприемништва. И тогаш можете да видите како некоја жена која немала никај да живее, отвара сладкарница или пекара, како друга жена што немала, била жртва на семејно насилство, со децата останала на улица, меѓутоа преку овие инструменти успева да формира своја фирма, не знам, за лекување на деца со аутизам, на разни други методи, како и што, како жена прави со своето семејство винарија, како прави сладка, како продава сладка од разни видови овошје. Значи, прекрасни примери. И мислам, доколку и нашите општини би имале повеќе средства, ваков некој концепт би можел да заживее и во општините во Македонија.